Желбата за камбек на изгубената кредибилност изрешетана ни судските лавиринти. Триумфот над безнадежноста и јасната визија за еднината може да се случи само ако преку креиран инцидент. Со навидум херојски акт се репопуларизира ликот кому токму таквото однесување му било иманентно од и само еден ден пред јуначкиот чин. Со автоперцепција говореше за антипатичната состојба во која се наоѓа. Секој ден се соочуваме со нови неправди и се повеќе се чувствувам како во едно од врвните дела посветени на абсурдот, процесот Кавка. Дозволата барем за миг да излезе од таа улога му ја доверија токму ониот кој најмалку се очекуваше, бидејќи погрешно ставеното европско знаменце можеше да стане вистинско, ако човекот за кого се веруваше дека поради парламентарното искуство непогрешливо ќе ги избегне поставените замки. Самиот не си ја врза јамката околу вратот, со писмото, со кое без никаква потреба предизвикал 36.000 одговори. Тоа значи дека господинот Талат Џафери самиот со свој подпис потврдил дека пратениците можат да поднесуваат амандмани по овој закон во оваа фаза од читање. Значи пратениците можат да поднесуваат амандмани, подпис господин Талат Џафери. Теориите за ваквиот превид по кој следуваше сценарио кој повторно на подиумот ги враќа актерите кои глумат само во предвидливи улоги, се можеби и реални, ако впечатокот за тоа кому му одговара на репортарот да си игра постојано истиот филм. Воопшто и не се далеко од претпоставките за тоа на чие конто ќе легне политичкиот ќар, кој на крајот ќе го плати оној кој имал најдобри намери. Од ваквиот исход на целата работа најмногу користи имаат ВМРО, ДПМН и ДУИ. За да во принцип ја сврта темата повторно на теми кои што нив најмногу ме одговараат. Национализам, етнички прашања, хистерии и така натаму. Во оваа епизода со сиот свој капацитет се вклучува и споредниот лик, обидувајќи се да го зграби и да влезе во дуетот кој ќе го дели и публицитетот. Тој негира легалитет. Лично колнејќи се во процедурите како мајка на демократијата, таткото на нацијата, по кој знае кој пат сериозно ја доведува под знак прашалник и својата позиција во семејството и него, излегувајќи повторно од рамките на родителските обврски. Јас би го потпишала зашто така гледам на уставот, во смисла дека едно кршење на уставот од пратениците не мора да е проследено со друго кршење, па како во политиката да докажуваат политичарите кои повеќе крадел или кои повеќе манипулирал. Како доказ дека се работи за обична политичка манипулација зачинета со неприфатливо отсуство на задолжителните демократски стандарди, сведочи неколку пати повторената и со факти документирана оригинална верзија на истиот план, ама адаптирана за различни актери. Јас го поставам вака прашањето. Да беше ВМРО ДПМН со ДУИ на власт, дали ќе беше донесен законот или не? Сигурно дека ќе беше донесен законот. Вечерта Груевски од Вај чекаше да дојде ДУИ со Абер, дека имат мнозинство, дека формира влада. И на крајот, за оние кои убедуваат дека стручноста ќе го победи волунтаризмот, а словото на законот ќе ги надвладее неговите политички импровизации. Јас очекувам апсолутно да се почита уставот, законите во Република Македонија, да се води грижа комплетно за она што го пропишува правните норми во нашата земја. И ништо повеќе, ништо помалку. Декларираната заложба за рамноправност и еднаквост, изразена преку регулирано респектирање на јазичните права и на различноста, ја губи смислата, кога наместо да биде свечен и церемонијален чин, таа станува емитерна, недостоинствена и грда енергија. Оти на македонците и на албанците, на сите граѓани, не им требаат закони, туку законитост.